Добре, денеска имаме посебна чест да имаме драг гостин, тој е новиот амбасадор на Република Хрватска во Македонија. Пријателска земја која што апсолутно и помага многу на нашата Македонија, а моето искуство и денешната чест е посебна заради тоа што новиот амбасадор на Хрватска е поранешен градоначалник на Осијек и многу добро ги знае проблемите со кои што се соочува една општина. Имавме можност да ја представиме и Струмица, иако амбасадорот многу знае за Македонија, неговото минато е врзано на многу начини со нашата земја, така да денеска имавме можност да разговараме и за развојот на општина Струмица и за пријателството помеѓу Македонија и Хрватска, но секако разговаравме и за актуелните моменти, подготвеноста на државата за изборите, очекувањата, пред се да имаме фери демократски избори и она кое што е најважно како понатаму и ние да чекориме по чекорите по кои што чекори Хрватска на патот наш заеднички кон Европската Унија. Сигурно оние искуства кои што ги имат, амбасадорот е на располагање и на нас како општина да ги пренесе како што тоа се прави и со Република Македонија, така да денешната среда представува само уште една плюс потврда на огромното пријателство кое што има нашата земја со Хрватска, а со тоа и бенефитите кои што нашата општина Струмица ќе ги има. Поразговаравме и за веќе постојните инвестиции од Хрватска кои што се инвестираат во Струмица, за граѓаните тоа го знаат, идните интереси на познатите хрватски компании за Струмица, кое што апсолутно е една од најважните теми, а тоа е економијата и подобриот живот на граѓаните. Станали збор за Агрокор, што конкретно? Агрокор е веќе заокружена работа, успешна, приказна, која што функционира. Се надеваме веќе крајот на јуни, дека откупно-дистрибутивниот центар ќе функционира. Поразговаравме веќе и за новите идеи, на нови компании, меѓу кои е сигурно и проширувањето на Агрокор на територијата на цела Македонија, но и со нови комплекси, но генерално оној амбиент кој што ние сме должни да го создадеме како општина, амбасадата исто така во делокругот на нивните надлежности е да зголемиме генералната соработка помеѓу Македонија и Хрватска, а со тоа и се разбере и на нашата општина Струмица. Ja također dijelim mišljenje gospodina gradonačelnika Zaeva da je jedan od zadataka veleposlanika da obilazi i jedinice lokalne samouprave, znači nije Makedonija samo Skopje, nego je Makedonija i ostali gradovi i prostori koje svakako ambasador jedne zemlje, prijateljske zemlje treba i mora upoznati, jer na nama je i zadatak da povezujemo i gradove u Republici Hrvatskoj sa gradovima u Republici Makedoniji. Ja imam isto doista veliko zadovoljstvo što je upravo moj neki grad, kojem sam ja bio čak 15 godina gradonačelnik Osijek, je ovdje početkom veljače, februara došao u posjet i ja doista vjerujem da će to biti suradnja koja će vrlo skoro rezultirati za dobrobit i građana grada Osijeka i građana Strumice. Ono mi smo čuli i imao sam prilike se uvjeriti da je doista Strumica jedan od najpotentnijih gradova s najboljim ovim razvojnim pokazateljima i to je doista, to ohrabruje. Pokazuje se da se ovim teškim vremenima recesije, opće gospodarske krize može dobro raditi, što je očito vjerojatno je zaslužan i sam gradonačelnik i njegova uprava koji doista znaju pronalaziti prava rješenja ovim nimalo jednostavnim vremenima, a nama je isto Republici Hrvatskoj itekako važno i stalo do jednog stabilnog razvoja ove regije, pa i same i Makedonije, i doista vjerujemo da ćemo mi krajem lipnja, juna ove godine dobiti zeleno svjetlo da postanemo i uskoro i punopravna članica Europske unije, i onda je zapravo naš zadatak da ona naša iskustva, da oni naši prijatelji, a Makedonija jest naš hrvatski prijatelj, da ne mora doista svu prtljagu nositi na put, nego da upravo imat će prijatelje koji će olakšati ove nimalo jednostavne pristupne pregovore. Tu je zadatak, tu je zadatak veleposlanika, ambasade Republike Hrvatske u Makedoniji da djeluju upravo na jedan takav način i da upravo u gospodarsku suradnju
koja nije loša, ali mislimo da može biti puno, puno bolja, da doista postoje ono što je vrlo važno, da su makedonski proizvodi poznati u Hrvatskoj i Hrvati imaju o njima dobro mišljenje, vrijedi i obrnuto, da je to što je moguće da dovedemo do toga da se ljudi, robe, ideje kreću slobodno između Makedonije i Hrvatske. I upravo kažem, zato je danas bilo iznimno zadovoljstvo kada i imao sad to prvi put i priliku da i osobno upoznam gradonačelnika Zajeva i da ovo što smo rekli, da porazgovaramo o ovim drugim stvarima koji su ovoga momenta u Makedoniji najaktualniji, a to su upravo ovi izbori. Ja budući da ipak 20 godina nije malo godina, Makedonija je imalo puno izbora, ali isto nadamo se da su standardi se sve više i više podižu i što se nas osobno tiče, mi smo sigurni da će ovi izbori biti doista protečeno i fair, korektnoj borbi, da građani Makedonije budu ti koji će izabrati svoj novi parlament, samim tim i svoju novu vladu.